Поздрав! Еве денеска сакам да зборувам за деветата куќа во астрологијата и нашите уверенија. Затоа што во што ние веруваме, кои уверенија сме ги освоиле, така и ќе го градиме нашиот живот. Меѓутоа, тоа може да донесе голем притисок, да создаде една голема негативна вибрација, негативна емоција, со кој што ние понатаму ќе живееме со таа негативна емоција и тоа може да донесе големи болести. Значи, затоа е многу битно да си го пронајдеме нашето вистинското уверение, во што ние веруваме, која е таа наша вистина, во што ние веруваме. За тоа зборува и деветата куќа. Значи, како деца го прифаќаме уверението автоматски од нашите родители, баби, браќа, сестри кои што се постари. Автоматски се прифаќа тоа и така ние си го градиме нашиот живот. Сега, таа не би беше темата. Темата ми беше сакам да ве мотивирам и да ве инспирирам. Ако пронајдете дека тоа не е ваша вистина, ако тоа ви создава деструктивна емоција, може би и болка, да престанете со тоа, да ја пронајдете вашата вистина, во што вие верувате, да бидете автентични во тоа. Тоа што сме го прифатиле, ќе можеме и да го трансформираме. Сега, како ќе можеме тоа да го трансформираме? Значи, прв момент тоа треба да го освестиме дека тоа е така. Значи, јас сум усвоила нешто од моите родители, некое нивно уверение, и тоа така е во склад со мојот живот и јас така го живеам тоа затоа што тоа е нивно уверение и мислам дека тоа е така би требало да биде. Еве, например, се вели, кога ќе наполниш 24-26 години, да речеме, би требало секој да има партнер, партнерка, да се ожени, да се омажи, да створи семејство, работа да си најде и така натаму. Па тоа е така, се вели. Тоа е така, тоа е традиционално и тоа така секогаш треба да биде. Меѓутоа, на ова место пак сакам да ги мотивирам сите они од вас кои што не веруваат во тоа, за кои што тоа не е нивна вистина. Тоа е едноставно усвоено уверение. И така ќе не можете напред да идете. Затоа што вие живеете една емоција, едно уверение кој што не е ваше. Како ќе можеме тоа да го промениме? Едноставно да кажеме не, да кажеме стоп на тоа. Да се ослободиме од тоа невистинско уверение кој за нас не е вистина. Друг пример. Во партнерскиот живот. Зошто немаш партнер или партнерка? Тоа треба да се има. Секој од нас би требал да има некој партнер или партнерка, затоа што не се живее сам. Сигурно вие тоа сте го слушнали. Ако тоа не е твое уверение, ако твоето уверение е нешто сосема друго, ти сакаш да бидеш слободна или слободен, ти сакаш нешто повеќе од твојот живот да направиш и да дознаеш, да го откриеш светот, да се освестиш духовно, да работиш на тебе и да го шириш тоа твоето знаење, за да ги освестиш и сите други, да ги мотивираш сите оние кои што веруваат како ти што веруваш. Затоа е потребно едноставно да се каже не и да се каже стоп. Со тоа се ослободувате од таа деструктивна енергија, од тоа деструктивна емоција, од тоа уверение кое што не е ваше. Па затоа што е битно своето уверение да си го живееме. Зашто
да го живееме уверението од нашите предци. Зашто да го живееме уверението од другите луѓе, кога тоа не е наше? Па луѓе тоа ствара болест, тоа ствара негативна емоција, тоа ствара негативна вибрација. Вие сте нон-стоп под притисок, затоа што мора тоа да го исполните, што вашите родители, учители, професори, било кој од вас тоа го очекуваат. Затоа е битно да размислите на оваа тема. Која е таа ваша вистинска емоција, вистинско уверение? Тоа треба да се почувствува. Тоа треба да го доживеете емотивно. Значи, тоа се доживува, таа емоција, таа ваша вистина треба да ја почувствувате. Кога тоа ќе го успеете, знаете дека сте веќе спремни за другиот чекор. Затоа, уште еднаш, сакам да ги мотивирам сите оние од вас и да ви инспирирам да си ја пронајдете вашата вистина, вашето вистинско уверение и да го живеете